На 22 и 23 декември на вонреден конгрес во Валандово, ВМРО ДПМН ќе добие нов председател на партијата, откако досегашниот лидер Никола Груевски си поднесе неотповиклива оставка. Централниот комитет на партијата донесе одлука со која што ги утврди датумите за конгресот на кој ќе учествуваат 544 делегати. Оставката ја поднесувам како морален чин, бидејќи е природно човекот во кој сите имаат најголема доверба врз себе да ја преземе одговорноста за поразот и покрај сите фактори кои влијаеле. Вака пред членовите на Централниот комитет, лидерот на ВМРО ДПМН ја образложил својата неотповиклива оставка од функцијата. Без разлика на фактот што анализите за изборните резултати се во тек, Груевски потенцирал дека локалните избори биле едни од најнерегуларните со притисоци, уцени, подкупи, заплашувања, но и разочараност меѓу дел од традиционалните гласачи на ВМРО ДПМН. Неговата оставка од сопартијците во Централниот комитет била прифатена од втора, бидејќи во првото гласање не било постигнато двотретинско мнозинство, па Груевски дополнително образлагал дека не станува збор за гласање за или против него. Според неофицијални информации, генералниот секретар Христијан Мицкоски и поранешните министри за надворешни работи Никола Поповски и Антонио Милошовски се најверојатните кандидати за наследници на кормилото на ВМРО ДПМН, а својата кандидатура за нов лидер на најголемата опозицијска партија веќе ја најави Филип Петровски. Ние имаме една фракција, таа се вика ВМРО ДПМН и Македонија. Ја тоа сум го кажал веќе во неколку наврати, не веќе го повторам и пред вас. Било кој да застане на чело на ВМРО ДПМН, јас сум сигурен и убеден дека во иднина тој ќе го порази така силно Зоран Заев, што ќе ја предводи едната македонска влада, било да бидат тоа предвремени или редовни парламентарни избори. Ви благодарам. Морам да сум ја кажал и мојот став и по тоа прашање, ни една можност не е исклучена. Тоа што сметам дека е важно за овој конгрес, помалку е битно новото име за председател на партијата, повеќе е битен новиот концепт за делување на партијата како една здрава опозиција која што може да се понуди за политичка алтернатива и замена на власта. Ќе видиме, има време, ќе разговараме со колегите, со делегатите, со општинските комитети и мислам дека важно ние да имаме добар избор, да имаме транспарентен конгрес и да имаме една сплотеност која што и сега е одлика на ВМРО ДПМН. Врз основа на статутот на партијата, Централниот комитет усвои заклучок согласно кој кандидат за председател на партијата може да предложат најмалку 30 делегати на конгресот. Еден делегат може да поддржи само една кандидатура за председател на ВМРО ДПМН. Кандидатурите може да се поднесуваат најдоцна до 21 декември до 15 часот до правната комисија на партијата во архивата на ВМРО ДПМН. Централниот комитет на партијата дискутираше и за актуелната политичка состојба, најостро осудувајќи го политичкиот прогон и монтираните обвиненија за измислен тероризам. Било заклучено дека сите притворени мора безусловно да бидат ослободени и конструираните обвиненија против нив да бидат повлечени.